Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е професорот Трајко Славевски од Економскиот факултет во Скопје и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Професоре Славевски, од неодамна имате и нова функција. Вие сте председател на Советот на град Скопје. Видовме деновиве градоначалничката Арсовска веќе почна со смени на директори на јавни предпријатија, го укина тендерот БРТ и така натаму. Гледате ли во овие постапки политички реваншизам? На втората седница, а тоа беше прва што јас ја раководев, на дневен ред имаше повеќе извештаи за 9-месечното финансиско работење на јавните предпријатија. Се поведе дискусија за секој извештај одделно. Имаше многу сериозни забелешки од она што беше презентирано во извештаите од страна на повеќе советници и со гласање извештаите не беа прифатени. Меѓу другите, тогаш не беше разгледуван, стигна подоцна извештајот за финансиско работење на јавното сообраќајно предпријатие, тоа е за седницата која што ни е закажана за подоцна овој месец на 29.12. Неприфаќањето на извештаите и укажувањето на сериозни пропусти во работењето е некој сигнал и за градоначалникот. Сега, нејзино е дискрециско право да врши промени на тие места и мислам дека нема политика и најверојатно, мислам, прифатено е тоа во политиката, дека кога некој презема одговорност, меѓу другото и за работењето, функционирањето на градот и преку овие служби, работата на јавните предпријатија, се разбира, треба да формира такви тимови кои што ќе ги следат политиките и приоритетите на градоначалникот. Од тука нема, мислам, политика. Дали ќе го поддржите секој предлог кој што доаѓа од градоначалничката? Не мора да значи. И ние во Советот членуваат и помали партии, дури имаме и здруженија, и секако нивните предлози, доколку се оцени дека се прифатливи за мнозинството во Советот, без разлика по таа конкретна точка или прашање кој е мнозинството, се разбира заслужуваат внимание. Во најава е формирањето на нова влада. Во неја влезе и доскорашната опозиција алтернатива. Кои се вашите лични очекувања од новиот владен кабинет? Морам да бидам искрен, немам некои позначени очекувања. Се наоѓаме во тежок период, тешко наследство остава претходната влада на чело со господинот Заев, многу нерешени прашања, до максимум зголемена поларизација во општеството, меѓу граѓаните, политичките субјекти, неснаоѓање како одговор на кризите, здравствената, енергетската криза и слично. Така што постојат објективни причини, еден неуигран, што се вели вака со спортски жаргон, тим, да се носи со тие проблеми, а од друга страна и виси прашањето на легитимитетот. Професоре Славевски, буџетот е веќе донесен, откако беа прифатени некои амандмани од страна на опозицијата. Дали сте задоволен од усвоената верзија на буџетот или сепак предвидувате негов ребаланс? Факт е дека за кратко време, односно она што не е направено досега, зголемување капацитетот за реализација на институциите на капиталните инвестиции, ќе продолжи во иднина. Не може да се очекува тука некое подобрување и нереализираните средства од капитални инвестиции повторно ќе се трошат за тековни расходи. Тоа е еден од ризиците. Второ, ризик е како ќе поминеме, со она што претходно го кажавме, со новиот бран на пандемијата. Се уште сега се вршат испитувања, студии, како тоа ќе се одрази на здравствените системи, производствената активност и така натаму и така натаму. А најголем ризичен фактор, она што јас би рекол дека некако буџетот како е како дупната вреќа во моментов и за оваа година, ќе биде и во наредната година, е изгубената контрола врз расходите што произлегуваат од енергетската криза. Знаеме дека ние имаме сега или користиме и домакинствата и дел од предпријатијата електрична енергија по цени кои што се далеко од она што се пазарните цени. Домашното производство кое што може да биде со пониски трошоци и да обезбеди пониска цена и за граѓаните и за компаниите е сведено на минимум досега од осамостојувањето и ние сме принудени да купуваме на дневна основа скапа електрична енергија, а тоа се надоместува од државниот буџет, нели?
компаниите како што се МЕПСО и ЕСМ тропат на вратата на буџетот и од тука велам секој министер за финансии треба да се плаши кога нема контрола на буџетот. И мислам дека сепак тоа како последно ризик е дека високо проектираниот раст на приходите во идната година, таму некаде мислам од 8-9% тешко дека ќе се оствари. Поскапувањата се веќе тука, зголемени се цените на храната, а покрај тоа се најавува и зголемување на цената на струјата по нова година. Владата ги замрзна цените на одредени продукти, меѓутоа дали сметате дека тоа ќе биде доволно за да се ублажи ударот врз животниот стандард? Оваа мерка е, како да кажам, само една популистичка мерка која што нема да повлијае на заштита на животниот стандард, затоа што пазарот, кога го пригошувате, а особено кога се работи за отстапување од она што се трошоци за производство или за набавка, знаеме ние дека во нашата дневна палета на производи што ги користиме значителен обем на производи кои што се од увоз. Тука ние не можеме да влијаеме и реперкусиите ќе се или недостиг на некои артикли на пазарот со замрзнати цени, сива економија и слично. Ова е една непазарна мерка која што треба што побрзо да се напушти, да се влијае на факторите кои што придонеле до таков дисбаланс, до таква дестабилизација. Само да подсетам, ние во 2007-2008 година имавме слична ситуација со цените на енергијата. Да подсетам, нафтата во јули 2008 година достигна цена од $142 за барел. Сега не е повисока од $75-80, беше највисоката и после се симна. Имавме драматичен пораст на цените на житарките на светските пазари. Не замрзнавме цени, со едно добро менаџирање на состојбите, инфлацијата се покажа од времен карактер и цените се смирија за само неколку месеци. Мислам дека лошо се менаџира. Сега, во интерес на вистината, да кажам дека барем до сега, овој раст на цените што го имавме, не се должи на зголемените цени во тој обем на енергенците на електричната енергија, затоа што тоа доправа доаѓа, затоа што се најдевме во една незгодна ситуација, да набавуваме на дневна основа по највисоки цени електрична енергија и тоа нормално дека во иднина со известно задоснување ќе има негативен ефект на растот на цените. Какви се шансите за реализирање на најавеното зголемување на платите и пензиите во услови на криза? Што ако се зголеми, да речеме сега на 18.000 со закон, минималната плата? Тоа е неодржливо. Да речем, неодржливо е, затоа што ќе дојдеме во состојба преку 50% и 60% од вработените во Македонија да работат за минимална плата. И се доаѓа до уравниловки и така натаму, кога не можат другите плати, она што го бараат синдикатите, во никој случај, ниту во јавниот, ниту во приватниот сектор да го следат тој вештачки притисок врз минималната плата. За жал, минималната плата законски детерминирана, колку што е добар инструмент за поддршка, заштита на најмалку квалификованите, на вработени, се покаже како алатка која што се користи за популистички цели. Народната банка ја коригираше проценката за инфлација за наредната година на 3,1%, откако претходно излегува со информација дека ќе биде 2,2%. Кои се, професоре, вашите прогнози и какви ќе бидат последиците од инфлацијата за македонската економија? Видите, интересно е со тој просек на цените кои што следиме, ќе биде повисока стапката на инфлација од она што сега Народна банка, што сега е проектирана последно, Народна банка ќе ја приспособува и понатаму својата проекција нагоре. Не знам дали ќе преземат некои мерки порестриктивни од аспект на монетарната политика, но она што во земја на ниво како што е Република Македонија, кај што најголем дел од доходите, на добар дел од домакинствата одат за храна, за топлување и така натаму, тие се драматично погодени. Видите, иако инфлацијата во просек е 3,1 како што кажувате, но постојат и сега се конструираат некои други индекси, например како се движат цените на основните животни продукти за еден доручек, за еден ручек во семејство. Таму цените зголемувањето на цените се двоцифрени.
Така што мислам треба да очекуваме и повисоки цени во подуслови сето ова што претходно го спомнавме да не се менува во позитивна насока. Моменталниот јавен долг во државата изнесува 59,3% од бруто домашниот производ. Го достигнавме ли, професоре Славески, опасното ниво на јавен долг и дали ќе биде тешко да се намалува тој процент во услови на пандемиска и енергетска криза? Знаете што е проблемот? Проблемот со високото ниво на јавниот долг е да се дојде во состојба да се ревитализира економијата во наредните години, како што се и проекциите оптимистички на владата, да се стабилизира буџетскиот дефицит, да дојдеме до фискална консолидација, да немаме буџетски дефицити од 5, 6, 7%, туку да дојдеме до 2,5-2%, она што е, да речем, прифатливо на среден рок за македонската економија. Затоа што ова високо ниво и ако стане уште повисоко на јавниот долг, при повисоки каматни стапки кои што се очекуваат во иднина, ќе зголеми цената на сервисирањето на тој долг. Така, ние не сме погледнали на тие цифри, јавноста не ги знае колкав процент од бруто домашниот производ оди за плаќање на камати на долгот. И тоа треба да го имаме во вид, затоа што ако стигнете, да речеме, 1,5-2% од бруто домашниот производ да оди за отплата, сервисирање на јавниот долг, дали е домашен или странски, тоа значи дека колку што издвојувате средства за одбрана и за образование заедно, издвојувате за плаќање на камати. Тој аспект не треба да се запостави. Власта предвидува економски раст од 4,6%. Дали е тој процент реален во услови на пандемија и енергетска криза? Па видите, не е реален, ќе биде помал, од причина што ево има неизвестности, нели, за ризиците кои што зборувавме, а нема навестување, не знаеме доправа треба додуша да ја слушнеме политиката, дали новата влада ќе има некој нов пристап, нов развоен модел кој што ќе промени нешто, нема да го темели како претходната влада на тоа, ќе очекуваме, ќе надуваме потрошувачката, па преку потрошувачката ќе расте бруто домашниот производ. Тоа е популизам и ефекти на краток рок. Се знае, мислам, реални инвестиции на среден рок можат да со нов развоен модел базиран на поддршка на извозните индустрии, онаму каде што Република Македонија има конкурентски предности, единствено е здравиот пристап на зголемување и обезбедување на одржлив раст на македонската економија. Професоре Славески, ви благодарам за разговорот. И јас ви благодарам на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Следна средба за една недела. Довидување.